Нивото на лична, но и колективна хигиена во месеците кои доаѓаат треба да биде на највисоко ниво. Многу лесно може да се закачат стафилококи или стрептококи, советуваат епидемиолозите. Граѓаните треба да се придржуваат кон консумирање неисправна термичко и хигиенски обработена храна. Не е одржување на хигиена само што ќе се пребрише со една крпа. Значи треба да се знае процесот на чистење, дека треба механички прво да се исчистат работните површини, таму кај што се спрема храната во кујната и таму кај што се служи, па потоа да се избришат со дезинфекциони средства. Обично хлор, каде што имаме повеќе концентрација на повеќе луѓе. Нечистиот прибор за јадење или чаши можат да бидат преносители на жолтица, хеликобактери или цревни вируси. Процесот на одржување на хигиената е многу важен за ширењето на бактериите, појаснуваат епидемиолозите. Сунгерите не треба да стоат. Сунгерите треба за 2-3 дена да се фрлат. Таму кај што, например, да се смени, бидејќи сунгерот и со миење на прашок не може да се исчистат бактериите во него. Никако не може. И прашок да го переме и со топла вода и прашок, бактериите остануваат во него. Значи, сунгерите, крпите, тоа се најзаразните материјали. Со покачувањето на температурите, големо внимание треба да се обрати на ледоматите, но и на кафематите. Коцките мраз, но и кафето од машини може да бидат чести извор на ширење на ешерихија коли. Бактеријата стафилокока минатата недела беше причина околу 200 работници од Тетово да побараат лекарска помош поради труење, а пред неколку години над 50 на штипјани поради салмонела беа хоспитализирани на инфективно во Штипската болница.